Сега да им посакам и добро утро на Ирена и на незината гостинка. Добро ви утро. Ирена и Александра Ристевски од Црвениот крст. Добро утро до двете. Александр, секако така прашањата ќе ви ги поставува Ирена. Јас сам имам едно поврзување со денешните теми, со денешниот ден, меѓу другото е нели светски ден на храна, некаде се води светски ден на квалитетна храна, некаде и борба против гладта. И прочитав дека пред повеќе години токму Црвениот крст на денешен ден организирал големи настани. Сега сакам да ве прашам како човек од терен, вие од Црвен крст сте постојано на терен. Со растењето на сиромаштијата, за жал, расте и глата. Каква е состојбата на терен по ова прашање? Црвениот крст го одбележува денот и одбележува неделата, но важно е да се истакне дека во текот на целата година организираме собирни акции кои што се токму за оние лица кои што се во ризик. Да, не е битно само еден ден во годината да се прави тоа. Но тогаш е важно да се зборува и тогаш е важно да се поткрене таа свеста кај граѓаните и да се организираат одредени кампањи кои што би кажала ја менуваат свеста. Пристапуваме на корпоративниот сектор, пристапуваме на граѓанинот како поединац, на семејствата, за да дадат од тоа што на некој друг го нема и тоа што некој друг го има. Така да донации секогаш има, морам да кажам, граѓаните и корпоративниот сектор навистина се доста хумани, но на жалост, како што кажавте и сами, економската ситуација доведува до една ситуација во која што секогаш треба повеќе и слично. Токму таа причина Црвен крст прави многу различни програми во кои што им пристапуваме преку едни проценки на лицата кои што се во ризик. Постојат и центар за бездомни лица, каде што е таа најзагрозената категорија на граѓани кои што ги имаме, но секако поддршка и за старите лица кои што се сами, потоа за самохраните родители и сите други категории. Така да еве нека биде и ова уште еден апел дека секогаш можеме да бидеме хумани, дека секогаш можеме да помогнеме да се потрудиме сиромаштијата сите заедно да ја намалуваме. Да, денес сте овде со цел да најавите друг голем настан, така што Ирена повели со твоите прашања. Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро до нашата гостинка, веќе Искра наша ја представи. Тоа е Александра Ристовски, самостоен стручен соработник во Црвен крст. Александра, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и благодарам за поканата. Така, она што е повод за вашето гостување овде кај нас е она симулацијска вежба, која што впрочем ќе се случува во среда, на 18 октомври, со почеток во 11 часот. Вие вчера имавте прва генерална проба, која што помина одлично. Ќе зборуваме и за пробата, ние имаме и видео и слики, малку подоцна ќе ги побарам од режијата. Оваа вежба се случува по повод 60 години катастрофалниот земјотрес кој што го погоди нашиот главен град. Црвениот крст на град Скопје организира вежба во која што се вклучени буквално сите главни носители во земјата. Ајде сега за почеток да објасниме која е целта на вежбата и подоцна ќе одиме дел по дел за програмата која што ќе се случува во среда. Секако. Во Црвениот крст секогаш има доста нешта што може да се сподела, да се кажат. Овој пат зборуваме за нешто што е малце поразличито, нешто што се ме во подготовки веќе неколку месеци би кажала, бидејќи навистина многу учинители се дел од еден ваков голем систем во кој што Црвениот крст треба да се представи. Носител на вежбата е токму Националното друштво Црвен крст на Република Северна Македонија, а се вклучени Црвен крст на град Скопје и сите 33 општински организации од целата земја, каде што всушност имаме канцелари преку своји човечки капацитети. Главната цел на вежба е всушност да ги прикажеме капацитетите на Црвениот крст, но и можностите во еден координиран пристап кој што во случај на одредена криза би требало да се случува. Тоа е главна цел, но покрај главните цели секако дека постојат и подцели кои што нас ни се важни, а се детерминирани со нашата програма за действување, секако и стратешки цели кои што ги имаме во наредните 10 години. Идејата е да ја прикажеме секако и да ја промовираме тимот за првата помош, бидејќи Црвен крст е организација која што е поддржана од страна на целиот систем, да речам, државниот систем во промоција на првата помош, така да секако и формиравме еден тим во прва помош кој што во едни вакви кризни ситуации се стартува и действува покрај оние редовни активности кои што ги имаме секако во првата помош. Потоа е промоција на психосоцијалната поддршка. Значи во
секоја криза тоа е еден важен механизам Момент, кој што така е. се стартува не само за вработените, за волонтерите, но секако и за самите граѓани кои што имаат поддршка и потреба, да речеме, од една ваква психосоцијална поддршка. Црвениот крст на Македонија минатата година отвори центар за психосоцијална поддршка кој што е веќе во функција, кој што заедно со комората на психолозите, значи си добива некоја своја рамка, динамика за работа и се повеќе се наметнува, да речам, како некој кој што може да го даде тој, да речам, сервис во нашата заедница. Потоа секако е координација меѓу невладините организации, бидејќи во случај на криза и на таква некоја ситуација се случува често пати да се делува не оркестрирано, да речам, а тоа е нешто што не е во интерес на граѓаните и оди повеќе во делот на ширење на паника, оди повеќе во делот на повторување на активностите и не стигнување на поддршка таму каде што навистина на крај е потребно. Така да постојат повеќе, да речам, подцели во целата оваа вежба, но важно е да ги представиме нашите капацитети и да прикажеме како ние функционираме во тој државниот систем на кризниот менеджмент, каде што навистина има многу чинители. Сега, она што ќе се случува во среда, на 18-ти, со почеток во 11 часот, ќе трае 1 час таа симулацијска вежба. Ајде да кажеме дел по дел, да ја кажеме програмата, каде ќе биде локацијата. Вие ми кажавте дека сте вклучени околу 500 волонтери и учесници од Црвениот крст на град Скопје и на цела Македонија, меѓутоа не од само Црвен крст, бидејќи буквално е вклучена полиција, армија. Така е, значи вклучени се полицијата на нашата држава, армијата, потоа Министерство за здравство, потоа Министерство за труд и социјална политика, Институтот за ветерина и храна, потоа комората на психолозите кои што веќе ги споменав, брзата помош, голем дел од телевизиите кои што го пренесуваат настанот, особено делот на она кризно комуницирање и менаџирање, потоа се вклучени општинските организации на Црвениот крст кои што кажавме веќе дека доаѓаат со своите тимови, дел од тие тимови ќе бидат вклучени во самите вежби кои што ќе бидат реализирани на самата вежба, но ќе бидат присутни и националните друштва од регионот, како на пример Црвен крст на Албанија, Црвен крст на Бугарија, потоа на Италија, Црвен крст на Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црвен крст на Германија. Особено во рамките на вашата соработка. Во рамките на нашата соработка, но не случајно Црвен крст на Германија, бидејќи тоа беше национално друштво кој што први пристигна кога се случи земјотрес пред 60 години, така да таа една поддршка, солидарност и координација која што имаме со Германскиот Црвен крст продолжи, да речам, во изминатите 60 години. Нивни тимови ќе бидат вклучени во самата вежба и тие се на одредени ситуации кои што ги предвидува самата вежба. Да објасниме вежбата. Како што кажавте, значи и самите, значи вежбата ќе започне во 11 часот и се предвидува во 12:30 веќе да заврши се. Покровител на целата вежба е председателот на нашата држава, господин Стево Пендаровски, кој што исто така ќе пристигне и ќе биде на самата вежба. Значи, вежбата има командир на целата вежба и поделени се неколку ситуации каде што ќе се симулира, значи, вежбата. Станува збор за вежба која што е насловена со наслов Хуманитарен одговор 2023, земјотрес, кој што знаете често пати кога се случува една ситуација, една криза, една катастрофа, таа не иде сама по себе, туку повлекува и многу други нешта, така да овде ќе биде комбинација со да речам со пожар и токму на една позиција ќе биде извлекување на повредени од дурнатина, но меѓувреме се случува веќе и пожар, така да ќе биде вклучена и противпожарна бригада која што паралелно и ќе го гаси, да речам, пожарот. Од друга страна ќе има и повредени на стадионот, бидејќи една група на млади луѓе се на стадион, значи тоа е една нормална, реална животна ситуација, гледаме надпревари, најднаш се случува земјотрес и сега како е во таа ситуација да се евакуираме, да излеземе, да не паничиме, да си дадеме поддршка едни на други, да не направиме уште поголема криза и ситуација. И значи тој дел од вежбата веќе е снимен во изминатите денови. Само секунда ќе ве прекинам, бидејќи веќе имаме нешто така. Ова, јас ќе ја замолам режијата, ние имаме едно видео, додека Александра ни објаснува, може веќе да оди видеото за да видат граѓаните за што станува збор. Така.
Значи, ова се веќе возилата кои што пристигнуваат, значи хеликоптерна полиција и на армија кои што ќе пренесуваат повредени до одредена локација, како што кажав, кучињата се тука да го преваруваат теренот, урнатините каде имаме повредени, ова се тимовите на Црвен крст кои што пристапуваат. Ова е веќе една ситуација во која што граѓаните се во паника, си ги барат своите блиски, значи се шири таа една панична ситуација во која што еве се дава поддршка од страна на интервентна полиција која што ја смирува ситуацијата, но секако пристигнуваат и тимовите од оној центар од кој што го кажавме преска за прва психосоцијална поддршка, кои што ги смируваат граѓаните дека полека ќе се најде решение, ќе ги се побараат лицата, значи да се смири една таква ситуација. Но секако умеѓу време веќе се случуваат, лица се повредени, имаме потреба од брза помош за да дојде, за да се пренесе лицето, да речам, до триажен центар каде што имаме повредени, каде што имаме прифат на повредени лица, каде што имаме волонтери кои што се лекари, кои што се парамедици, кои што понатака ќе ја дадат првата помош. Александра, јас се извинувам само да ве прашам, ги гледам овие снимки и делува на вистина доста верно. Да. Се случува ли случајните минувачи на вистина да мислат дека сериозно се случува, дека не е вежба? Знаете како, ние направивме една комуникацијска стратегија која што ја комунициравме со граѓаните се со цел да знаат дека улиците ќе бидат затворени, дека ќе има хеликоптер, да не се да не се вознемири, токму она спротивно што сакаме да го направиме, бидејќи ваквите подготовки, ваквите вежбања на целиот систем се важни за граѓаните, да знаат граѓаните дека Црвениот крст и системот е подготвен да пружи соодветна помош, а не да предизвикаме да речам паника. Порано знаевме СВОС кога има, знаевме, ама тоа често се случуваше, сега веројатно. Овде, на пример, конкретно и поддршка ни дадоа од општина Карпош, од општина Центар, бидејќи се случува токму на нивната територија, така да преку нивните комуникацијски канали беше искомуницирано за граѓаните да знаат што е тоа што се случува. Изготвувавме посебни постери, флаери кои што ги дистрибуиравме баш на тие граѓани кои што живеат особено околу, да речам, целиот тој потек каде што се случуваше вежбата, каде што ќе се случува во среда, а тоа е градскиот парк, тоа е, да речам, стадионот, тоа е паркингот пред Сити хотелот, тука ќе биде фактички фокусот на целата вежба. Тука ќе биде главната локацијата каде што ќе се случува еве ова што го сега јас ве прекинав на програмата. Да, така Стаставме некаде до баш во моментот кога го објаснувавме видеото. Еве ова беше интересно во видеото, секако јас сето тоа на брзина го објаснив, но како што кажа Искра, беше навистина и вчера доста адреналински, реално да речам, и во една толпа на луѓе кога најднаш се стрча, кога не се знае кој што кажува, кога има пискотници, врискотници, тоа се некои реални ситуации кои што навистина се случуваат. И се тој центарот за прва психосоцијална поддршка, тоа се наши волонтери, наши лица кои што се обучени, кои што знаат да ја пружат првата помош во такви дадени ситуации, така да цела една, да речем, ситуација, цела една вежба е поврзана токму со пружање на прва психосоцијална поддршка. Понатаму, што ќе се случува, нели рековте ќе има и ручек? Да, така е, да одиме по самата програма, како што кажавме, рековме дека пристигнува председателот на државата, потоа ќе има секако свечано отварање и започнува вежбата веќе во 11 часот и отприлике до 11:50 целата ситуација е завршена. Значи некои ситуации се случуваат токму сега, значи на денот во среда, а 2-3 веќе се снимени, значи една ситуација во училиште каде што се крева паника, потоа рековме на стадионот, така да некои ситуации веќе се снимени, тие ќе бидат прикажани на видео бимот. Потоа ќе има една прошетка заедно со делегациите и председателот по целата таа шаторска населба која што е поставена во паркот, значи каде што е поставен и триажен центар, каде што е поставен шатор за координација со други организации, каде што е поставен магазинот, каде што пристига всушност помошта, потоа оперативниот центар на Црвениот крст на Македонија, каде што се случува целата координација, да речам, со сите институции, и потоа целата прошетка завршува до самиот прес-центар, каде што председателот заедно со генералниот секретар на Црвен крст Македонија ќе дадат, да речам, изјава за јавноста, соопштение што е тоа што се случуваше и кои се главните цели на целата вежба. Потоа секако доделување на благодарници за сите оние кои што се вклучени во вежбата, бидејќи, како што кажав, таа имаше неколку фази, значи потоа фаза на припреми, потоа подготовки, самата реализација, и тоа значеше многу координативни состаноци со сите овие чинители и на крај заедничко прикажување на вежбата, заедничко функционирање и секако дека благодарницата на крајот значи едно уважување за целиот вложен труд, но секако едно признавање за добро завршена работа. Да им споменеме на граѓаните дека се и тие добре дојдени на оваа вежба, да присуствуваат, односно да бидат
како гледачи, нели, Така е. да бидат дел и Така да е. кажеме дека некаде 10 минути пред 11 часот треба веќе да се тука Така, веќе бидејќи целиот пристигнати одел околу потоа ќе биде стадионот. затворен, Така. нема да може да се улицата Илинденска секако дека ќе биде затворена цела од 9 до 2 часот, паркингот пред Сити хотелот исто така ќе биде затворен, И значи фонтаната нема да тука кај градскиот така е, сите граѓани се добре дојдени, значи тоа е од отворен тип, секако само треба да се дојде да речам пешки, не со возило, за да може да пристигнат, како што кажа и сама, значи да пристигнат 10-15 минути порано, бидејќи потоа веќе кога ќе започне вежбата нема да може да има никакво движење заради протоколите кои што се случуваат внатре. Така да едноставно на овој начин сите заеднички некако да покажеме дека сме посилни. Така. И уште еднаш до граѓаните кои што живеат во општина Центар и општина Карпош, доколку ги слушнат хеликоптерите, да не се паничат, значи тоа е дел од она вежба која што е наречена хуманитарен одговор 2023 година, бидејќи Така. вчера имаше многу реакции на социјалните мрежи зошто се овие хеликоптери во Скопје, што се случува. Имаше така. луѓе кои што не се сепак доколку не стигна информирани. информацијата, така. Ви Значи уште еднаш кога искажеме благодарност, да речем, за сите граѓани за поддршката, за разбирањето, за поддршката која што имаме во текот на сите овие години, не само да речем сега за оваа вежба и секако за сите институции кои што се вклучени во целата вежба. Александра, ви благодарам за гостувањето, ви благодарам тоа што сте често гости во нашата емисија, не само вие, туку и останатите и волонтери и членови од Црвениот крст и на Македонија и на град Скопје. Посакувам успешна вежба, да биде секако што сте планирале и се гледаме секако во некоја наредна прилика, бидејќи имате навистина активности во голем број.